Самка Ибремовски е реизбран за лидер на партијата за целосна еманципација на ромите на денес одржаниот конгрес. На конгресот делегатите од ограноците на партијата во Македонија избираа и подпредседатели на партијата, како и председатели и членови на надзорниот орган и другите совети. Денеска најстарата ромска политичка партија, првата ромска политичка партија, партијата за целосна еманципација на ромите, го одржува својот редовен 7-ми конгрес и денеска ќе се бира ново раководство, нов председател, подпредседатели нови, нов централен совет, нов надзорен одбор и се што е предвидено според статутот на партијата. Како што гледате, тука присутни се нашите делегати од цела Македонија. Има од Кичево, од Битола, од Прилеп, од Охрид, од Струга, од Делчево, од Берево, од Пекчево, од Црник, од Кошани, Виница и Скопје. Нормално Скопје не е како вака поголем град. Тука се присутни само делегатите на конгресот, иначе симпатизерите имаја желба и тие да дојдат, меѓутоа поради финансиска состојба и неможноста на партијата да ги сите да ги собере, иначе ни требаше една голема просторија, односно сигурно една поголема сала, па затоа одлучивме поради финансиски проблеми само да бидат присутни делегатите на овој конгрес. На денешниот 7-ми конгрес на партијата за целосна еманципација на ромите одржан во Тетово беше презентирана и предлог програмата на партијата. Како и обично, ЦЕР својата програма денеска ќе презентира пред делегатите предлог програмата која се залагаме за заштита од дискриминација на ромите, подобрување на статусот на образованието на ромите, подобрување на социјалната категорија на граѓаните на Македонија, воедно и ромите нормално. Контекстот на програмата ќе биде во делот на подобрување на социјалната категорија на граѓани во Република Македонија, бидејќи и ние знаеме дека поголемиот дел од ромите се корисници на социјална помош и невработени, сиромашни, околу азилот ќе разговараме на конгресот. И дел од нашата програма што е предложена кон нашиот коалиционен партнер Социјалдемократскиот сојуз, кои се вметнати во програмата на Социјалдемократскиот сојуз, тоа денеска ќе го презентираме од делегатите и ќе изгласаме нашата програма. На денешниот конгрес на партијата за целосна еманципација на ромите присуствуваа и генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски и пратеникот од СДСМ од Тетово Стојко Пауновски. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера се случи лодрон на камења на регионалниот пат Маврово-Дебар. Како што соопшти Министерството, во времето од 10:30 до 13 часот и 50 минути на регионалниот пат од Мавров-Јанови према Дебар, поточно наспроти селата Јанче и Ростуше, поради одрон на камења каде била зафатена една коловозна лента, сообраќајот бил физички регулиран и возилата наизменично се пропуштале. Екипи од Македонија пат го расчистиле патот. Автомотосојузот на Македонија препорачува дека поради обилни снежни врнежи без особена потреба да не се патува во западниот дел. Задолжително носење на зимска опрема, исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и планирање на патувањето според временските услови. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клесурите и засеците, особено на патните правци Маврово-Дебар Струга и Гостивар Крак Маврово, каде е можна почеста појава на одрони. Како што информираше Автомотосојузот на Македонија, денес имаше забрани за тешки товарни возила на патните правци Тетово, Попова Шапка и Крак Маврово-Дебар. Забрана за автобуси имаше на патниот правец Тетово, Попова Шапка, а за останатите возила задолжителна е употреба на зимска опрема. Се намалува бројот на абортуси во регионот на Гостивар. Последните години гинеколошкото одделение во Гостиварската болница бележи драстичен пад на случаи на прекини на бременоста. Според статистичките показатели, годишно се регистрираат 7-8 абортуси по барање на жената, додека бројката на спонтани прекини се движи од 100 до 150. Бројот на абортусите во нашето подрачје тука или во нашето одделение е драстично намален. Може би сега дали тоа се должи на проектите на владата, дали се должи на самите еманципација на населението, но бројот на абортите е драстично намален. Имаме аборти, но кои се со медицински показатели.
На абортите кои се со медицински показатели се движи 100-150 годишно спонтанни аборти, а бројката на артифицијалните или аборт по барање на пациентот се движи некаде 7-8. Иако законските одредби се јасни дека абортуси може да вршат само стручни лица во здравствена установа што исполнува услови за таква интервенција, не се ретки случаите на нелегални прекини на бременоста. Гинеколозите предупредуваат дека непрофесионалното изведување и несоодветно опремени простории може да доведат до сериозни несакани последици по здравието на жената. Компликациите се непредвидливи поради тоа што може да се случи било кое крварење, може да се случат разни инфекции зависимо од средата кај се извршило абортот, може да завршат и летално, значи да заврши со смрт. Значи компликациите се огромни кои може да се случат при неконтролирани аборти или пак извршени други интервенции мимо институциите. Од 210 милиони бремености годишно во светот, 17 милиони завршуваат со абортус. Податоците за Македонија зборуваат за бројка од околу 5000 легални прекини на бременоста во текот на една година. Православните верници утре и во вторник чествуваат два големи празници – Водокрст и Богојавление Водици. По тој повод утре традиционално осветениот крст ќе се спушти во базенот на црквата Света Богородица во Тетово, а во вторник во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, како и во останатите села во Тетовско. Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Тетовско-Гостиварска православна епархија ги известува православните верници дека по повод големиот христијански празник Водокрст утре со почеток во 8 часот и 30 минути во црквата Света Богородица во Тетово ќе се отслужи Света Божествена архиерейска литургија, на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. По отслужувањето на светата литургија ќе се изврши голем водосвет, пошто ќе се спушти крстот во црковниот базен кој се наоѓа во црковниот двор. Празнувањето продолжува и во вторник на 19 јануари кога се чествува празникот Богојавление или Водици. По повод празникот во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово со почеток во 8 часот и 30 минути неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ќе отслужи Света Божествена архиерейска литургија. По литургијата ќе се изврши голем богојавленски водосвет, пошто ќе следи светиот чин на спуштање на крстот во црковниот базен од страна на митрополитот господин Јосиф. Во вторник празникот Богојавление Водици традиционално ќе се чествува и во тетовските села. По повод празникот во 10 часот во црквата Свети Атанаси во Брвеница ќе се отслужи света богослужба и осветување на богојавленската вода, пошто осветениот крст ќе биде спуштен во црковниот базен. По повод празникот Водици, богослужбата во црквата Свети Атанасије во село Ратеј ќе започне во 10 часот и 30 минути, пошто ќе следи чинот на водосвет и спуштање на крстот во црковниот базен. Во село Тиарце чествувањето на Богојавление ќе започне со богослужба во црквата Свети Димитрија, пошто во 11 часот ќе следи чинот на спуштање на светиот крст во црковниот базен. Исто така во 11 часот по повод христијанскиот празник Водици во село Раутинце ќе биде отслужена богослужба во црквата Свети Илија, пошто традиционално ќе биде спуштен светиот крст во водите на реката Вардар. Во село Сарачино пак света богослужба ќе се одржи во црквата Света Богородица, пошто во 12 часот и 30 минути ќе се тргне кон реката Вардар, каде по извршениот водосвет во 13 часот ќе се изврши спуштање на крстот во водите на реката Вардар. Црковниот одбор при црквата Света Петка од село Сиричино по повод Водици организира спуштање на светиот крст во водите на реката Вардар, кој ќе се изврши во 12 часот и 30 минути. Во село Туденце пак чинот на осветување на водите и спуштање на светиот крст во реката Вардар ќе започне во 14 часот, а црковниот одбор при црквата Света Петка ги поканува верниците за што помасовно присуство. Богојавление Водици ќе се одбележи и во село Теново. Литургијата ќе започне во 10 часот во црквата Свети Никола, а спуштањето на крстот ќе се изврши во 11 часот и 45 минути во водите на реката Вардар. Ќе се празнува и на 20 јануари, во среда, кога по повод празникот Свети Јован Крстител, утрена со литургија на Свети Јован Златоуст ќе биде отслужена во сите цркви во Тетово. Гостивар по втор пат ќе го празнува Водици со положување на Светиот крст во Вардар.
Организациониот одбор веќе отпочна со подготовките за прослава на големиот христијански празник на 19 јануари. Оттаму информираат дека во тек е пријавување на заинтересираните што сакаат да скокаат во реката за вадење на крстот. Традицијата продолжува, веруваме дека прославата на Богојавление Водици 2016 ќе биде масовна и богата. Ги покануваме сите заинтересирани за вадење на честниот и животворен крст од водите на реката Вардар да се пријават, велат од одборот. Традицијата на положување на светиот крст во водите на Вардар беше возобновена после скоро 7 децении на иницијатива на група верници. Од последната прослава во 40-тите години на минатиот век, Водици во Гостиварско се одбележувал само по селата. Лани среќа да го фати крстот имаше гостиварецот Дарко Лавдинов. Гасификацијата значајно ќе придонесе за подобрување на амбиенталниот воздух. Ќе треба време додека се изгради, па понатаму ќе ни треба и секундарна и терциерна мрежа низ градовите. Тоа е еден процес што ќе трае, но основите ќе бидат поставени оваа година, вели министерот за животна средина Нурхан Изеири во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Ако мислите со прашањето по ригорозни мерки, тоа значи тука се краткорочни и долгорочни планови кои треба да придонесат кон подобрувањето на амбиенталниот воздух. Владата сериозно размислува околу овие мерки и впрочем тоа ни го кажавме дека ова година ќе почнеме со гасификацијата на целата територија. А гасификацијата ќе придонесе значајно околу подобрувањето на амбиенталниот воздух. Впрочем, еден од најголемите индикатори околу загадувањето е се домаќинствата, греењето, а со гасификацијата ќе се придонесе кон користење на греењето или со топлани, со централни греења, исто така и домаќинствата ќе може да го користат гасот како можно решение. Кога можеме да очекуваме резултати од гасификацијата практично за да го осетиме тоа намалување на загаденоста во воздухот? Има ли некаков таква процена? Овие процеси, овие постапки и така се викат среднорочни и долгорочни и затоа нивната имплементација ќе почне, меѓутоа тие проблеми не се решават преку ноќ. Ќе треба време, значи постапките додека се изгради, па понатаму ќе ни треба исто така и секундарна и терцијарна мрежа низ градовите да се повлече. Тоа е еден процес кој ќе трае, меѓутоа основите, фундаментот ова година ќе се направи и тогаш ќе знаеме сите дека сериозни мерки вложува владата околу разрешување на овој проблем. Исто така ние размислуваме и понатаму околу подобрувањето, сегашното подобрување на амбиенталниот воздух со други мерки, субвенции да кажеме околу пренасочување на греење на друг тип, не на греење со Има ли за тоа некакви конкретни активности? Ние разговараме, како не, разговараме и се разбира дека ќе излеземе и со такви резултати. Што ќе се субвенционират за да можат граѓаните да ги користат овие субвенции. Денес имавме претежно облачно време, дуваше засилен северен ветер, утринската температура се движеше од -8 до -4 степени, а дневната од -3 до 2 степени. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно и студено време. Ќе дува умерен до засилен северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од -10 до -4 степени, а дневната од -7 до -1 степен.